Се уште нема одговор од агенцијата за филм, откако ТВ Алфа ги побара правата за емитување на серијата Црвениот поет, посветена на македонскиот револуционер Кочо Рацин. Сакаме да потенцираме дека продуцентот 6 месеци по одобрувањето на монтираната верзија на серијата е должен епизодите да ги емитува на јавниот радиодифузен сервис или на некоја од телевизиите кои имаат национална концесија. Доколку тоа не се случи според договорот за пренос на права, агенцијата за филм ги презема правата сразмерно на висината на вложените средства. Иако поминаа дури 7 дена откако Алфа го достави ова барање, во телефонски разговор со службите од агенцијата за филм, оттаму велат дека процедурите за разгледување на документот се уште не се започнати и оти требало време. До агенцијата за филм доставивме и барање за пристап до информации од јавен карактер. За тоа уште колку средства од буџетот му се доделени на продуцентот Владимир Анастасов и продукцијската куќа Сектор Филм од 2017 досега, и покрај тоа што серијата посветена на Кочо Рацин, снимена со народни пари, веќе 6-та година никако да се емитува. Покрај барањето за емитување на серијата Црвениот поет, од агенција за филм нема одговор ниту на барањето за пристап до информација од јавен карактер кој го достави Алфа. Под изговор дека директорот не бил на работа, не бевме во можност лично да поразговараме и да прашаме на што се должи одовлекувањето. Дека агенцијата за филм според договорот има право да ја преземе сопственоста од продуцентот, потврди поранешната директорка на агенцијата Мими Ѓорговска, која лично го има подпишано државното финансирање на серијата. Проект платен 23 милиони денари народни пари. Серијата во 2018 била понудена на МРТ, но извори од јавниот сервис за Алфа открија дека понудата на продуцентот била сомнителна. Продукцијската куќа Сектор Филм се однесувале како да сакаат да бидат одбиени. Побарале огромна сума пари за емитување. Аплицирале на крајот на годината кога буџетот веќе бил при крај, а откако првично серијата не била прифатена, никогаш повторно не побарале соработка. Со тоа што тие ја понуделе серијата на МРТ, наводно го испочитувале договорот со агенцијата за филм. Ги оправдале милионите денари од државниот буџет, иако серијата снимена пред 6 години се уште не го има видено светлото на денот.